Забраната за работа на објектот на пречистителната станица во Скопје, каде што при патот Височина загина работник во петокот, ќе трае до отстранување на недостатоците, велат во Државниот инспекторат за труд за Телма. На градилиштето на пречистителната станица се работи на 58 објекти. Работата на останатите објекти продолжува. 52 годишниот работник бил во редовен работен однос на работно место тесар и загинал при пат од околу 20 метри при демонтажа на скеле. Трудовите инспектори констатирале дека на градилиштето немало колективна заштита, односно немало заштитни мрежи или други мерки за заштита на скелето од патот Височина, а работникот немал ни лична заштитна опрема, односно не бил врзан со сигурносно јаже. Начините за заштита треба да бидат опишани во планот за безбедност и здравје при работа, но трудовиот инспекторат во моментов ја нема комплетната документација зашто собствениците на фирмата се во Германија. По насоки на јавен обвинител, телото било однесено на обдукција која треба да ги утврди точните причини за смртта, а на местото на несреќата е направена фотодокументација. Пречистителната станица почна да се гради минатата година со кредит од 136 милиони евра од Европската инвестициска банка и неповратен грант од 70 милиони евра од Европската унија. Инвеститор е Водовод и канализација Скопје, го гради конзорциум од германската фирма ВТЕ Васертехник и македонската градежна фирма Жикол. До нив пративме прашања како дошло до несреќата и дали бидле почитувани мерките за заштита при работа, но засега не се огласија за несреќата. Пред неполни 3 месеци еден работник загина, а 4 беа повредени на градилиште во Киселавода кога ги затрупа земја во темелна јама која не била заштитена од обрушување. Јавен обвинител изврши увид на местото и издаде наредби за постапување до различни институции. Еден месец подоцна, свлекување на земјиштето во темелна јама на градилиште на булеварот Теодосиј Гологанов проголта дел од тротоарот и оштети инсталации, а багеристот кој во моментот работел едва спаси жива глава. По наредба на надлежните, градилиштето беше затворено, а јамата беше затрупана за да не направи штета и на околните објекти.